Лека ноќ, драги гледачи, се надевам дека ве затекнавме дома и во добро расположение. Јована, па тие се секако дома затоа што е започнат полицискиот час. Драги гледачи, послушајте ги авторитетите и гледајте вчерашни новости. Еве што ви подготвивме. Дознаваме дали граѓаните го почитуваат полицискиот час. Види го што е убаво, види го, кај си ти, бе? Откриваме како функционира техничката поддршка. Тоа е, бе, дечки, гледаш колку е тешко оваа работа све. Вчерашни на Вибер, која песна ќе ја изведат познатите Карантин бенд. Тест 1, 2, 1, 2, тест, единица, Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Како се станува практичен во само 3 чекори? Ја инсталираш ComPay, активираш и плаќаш со својот мобилен. ComPay од Комерцијална банка, твојот мобилен паричник. Уште една препорака од Комерцијална банка за уште поголема практичност. Во промотивниот период до 36.2020 бесплатно дигитализирај до 2 Mastercard картички. За повеќе информации обратете се во Комерцијална банка. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Откријте ја моќта на готвењето на Гранит и внесете нова страст во вашата кујна со премиум садовите за готвење Розмарино Goldstone од новата Купон Плюс акција на Tinex. Софистициран и елегантен изглед, напредна 8-слојна технологија, оригинална Gold Granit облога од вистински гранит со ефект на топол камен, која нуди рамномерно распоредување на топлината за здрава подготовка на храната на природен начин. Засилено челично дно, погодно за готвење на сите површини, за професионални перформанси. Од 7 март до 10 мај собирајте купони и со соодветна доплата одберете од садовите за готвење Goldstone и започнете да готвите поздраво за вас и вашето семејство. Разбудете ја љубовта кон готвењето. Tinex. Покрај коронавирусот, уште нешто што одамна го чекавме во Македонија допатува оваа недела. Не е снегот. Имаме уште едно пријатно изненадување. Конечно правдата допатува во Македонија. Иако и требаше време, со оглед на околностите и лошите патишта, сепак стигна и таму каде што никој не очекуваше, во дворот на Дуи. Двајца функционери од оваа партија се казнети за изборни измами, а дека проработела правдата, се очекува да направиме и онлайн прослава на виртуелен плоштад. А што би рекле телемаркетерите, тоа не е се. Правдата стигна и во Битола. Така екс-градоначалнико Владимир Талевски е осуден на 8 години затвор во случајот транспортер за малверзации со училишниот превоз. Освен тој, осудени се и сопственици на фирми за транспорт и вработени во општината. Од општина Битола не дават информации кои сега ќе ги превезва децата на онлайн настава. Со COVID-19 вирусот се популаризира онлайн наставата, се со цел паметно да го искористиме времето поминато дома. Нови едукативни содржини за сите, за целиот свет, па богами и за Македонија. Ова е резултат на еден социјално одговорен гест на монополот во онлайн сервисите, Pornhub, кој доделува бесплатен премиум пристап. Сега сите ќе може да научат нешто ново и од прва рака да погледнат како е да се биде пожарникар, водоводжија, доктор, полицаец, па дури и Пикачу на работното место. Останете дома и научете нешто.
На многу посакуваниот од сите граѓани полициски час, сите се дома, а само полицијата е на терен. Екипата на вчерашни проследи како изгледа еден полициски час. Абе, жено, значи нели се договоривме? На нас ни треба само изолација. Цела куќа ни е готова и после ќе реновираме внутра. Ај, имам час, не ме замари, молим те. Дечки, гледате вамо надвор. Гледате ли ова што се дешава надвор? Ова се што гледате надвор се вика воредна состојба. Шефе, извини, вака што те прекинам, ова као рипна цениве на казниве, не би рекол вонредно, ова као извонредна состојба ми изгледа. Добро, ајде да повториме се. Значи, пензионерите имаат излез, мала помош, значи, од до... Пензионерите имаат излез од кој ќе земат пензија и ќе подржат цела или од кој ќе изиграат последна партија шах и за време на полициски час од 05 часот до 11 сабајле. И ќе пазите, значи, кога е полициски час навечер, ако видите некоја господја, пазите како ќе придете затоа што ќе направите грешка. Значи, не се вика господја, него се вика госпожа. Со Ж. И нема да прашувате колку години има, затоа што они се многу осетливи. Само може да прашате што е у хороскоп. Евентуално. Хубаво викаше татко ми да ме бирају, ти текнам. Него што сега да прашам, а викенди исто ќе си тера? Значи, после 4 никој. Евентуално од 8 до 8,5 може да ги мочат кучињата. И тоа ако кучето евентуално има само проблем со простата. Чекај малце сега, може 7 секунда. Сега ја имам едно истражување па дека нели една кучешка година 7 човечки. У тој случај не може да биде на 100 метра куче, мора да има повише, мислам 700 отприлика ќе му дое за куче и 100 метра за човек. Ако идеме математички, мислам. Бој математика, ама че командират. И не ме замаре со математика, значи кучето може 100 метра, газата 300 метра. Уствари, кучето може 300 метра, а газата има 100 метра. Што е битно уствари, бе? Добре се, ајде, полициски час заврши, терајте. И за домашно, минимум по 3 казни по глава на джандар. Јасно. Друже командире, сакам да прашам само, која ќе имаме полициски голем одмор за да земе една кифла, ми се една кифла да земам? Ти седете, бе? Многумина се прашуваат дали Ману конечно ќе излезат со став за ситуацијата. Ако ништо друго, барем за тоа зошто имаме снег во април. Така ли, Јаца? Не е така, Јована. Еве што туку добив став од Ману и тоа по факс. Тие велат дека работат на проучување на опасностите од кравјото лудило кое зарази многу говеда, а богами луѓе во епидемијата во Велика Британија во 2013-та. Се зезаме. Став од Ману нема. Да видиме што ќе гледаме понатаму. Во ова време многу од производите и услугите може да поскапат поради намалениот обем на работа. Тоа веќе и се случи. Имено Штипјанец платил 5000 евра и 100 денари за бричење. Имено Штипјанецот требало да седи во самоизолација, но тој не ги почитувал мерките. Наместо тоа, отишол на стрижење на бербер и за тоа платил 100 денари. Полицијата на ова му додала уште 5000 евра казна за тоа што не е во самоизолација. Од МВР јавуваат дека бричењето на граѓанинот е гратис од нив. Откако сме ние дома, природата ги менува своите текови. Имено може да се сретнат диви животни на нашите улици. А за едно такво диво животно прилог подготви ни помалку ни повеќе туку мојот драг колега, еминентниот David Attenborough. This is Skopje. It is usually one of the busiest cities in the Balkans, but now its streets are empty. As the rest of the world, this city is fighting the spread of the new coronavirus. However, that is not the only reason why everyone is inside. Something strange threatens to disrupt the lives of the inhabitants and the entire ecosystem. Snow in April. For the first time in many years, there is snow in the city in spring. The streets may seem deserted, but soon they will be overrun by one of nature's oldest predators.
the retired senior citizen, also known as the pensionaire. But there isn't much time. Everyone must be back home by 11 a.m. or risk being hunted by the authorities. They usually hunt in the open markets, discount stores and pharmacies. Their lack of stealth is compensated by their persistence to go outside every single day, as well as their ability to form strong packs of pensioneri. The pack usually consists of 4 members, but sometimes it can count to up to 13. When the supermarket opens, it will be overrun by pensioneri. The lucky ones will take lemons and recycled toilet paper, but most of them will usually spend all their time touching bread. However, today is the first day of the month, and the city's few cash machines are full of sweet pensia. Most of the senior citizens will be trying to latch on to a cash machine and extract the sweet pensia inside. One transaction can last up to 50 minutes. Unfortunately, this way they risk transferring bacteria and viruses which can be deadly for them. What they don't know is that they are being watched by another, deadlier creature. The hypocrite. This hypocrite has spent the last several decades accumulating anger and is now fully prepared to write bitter posts on social media against anyone that goes outside, including senior citizens and the working class. Without the senior citizens' behavior, the country's hypocrite population would have no food for their little posts. Although their behavior may seem harmful, it is part of a complex chain that holds the natural balance of this fascinating country. Како се снаоѓаат граѓаните со нивните миленичиња во овие тешки времиња? Помако трпна борба на социјалните медиуми, владата конечно им дозволи да ги прошетаат од 20 до 20:30 часот за викенди. Вчерашни дознава како изгледаше тоа. Еве го, први 1000 евра. Господине, добар ден. Кај ви е кучето? Немам куче. А немаш? Како бе, па кај шеташ? Абе, ја имам риба. Полека бе, кај, види го. Врзи тоа рибата таму будалан еден. Маска за рибата имаш и... Киска са некој будалан. Шо кие маска бе, гледаш затворена е цело време дома, сега извадив маца на воздух. Зашо сте неваспитани вие граѓани? Ајте, молам, побрзо да сјоиш дома и внимавај малце. Деца има овде, ке излагаат се санкат. После ќе викате полиција, ало полиција, тужби, можби. Па требаше да го закачим. Па не знам што не го закрпи. Еј, види го. Дечко, што преш бе? Полека бе, прибери го малце кучето, не ќе направи бе. Бе да го прошетам, не се... Види го што е убаво, види го бе, кај ти бе? Што бе, Буби, полека бе, што ти е? Мешанац. Мешанац е. Ранаца, ти агресивни се, пази ке те джапне. Не бе, нема ништо фана. Погали го малце. Ака кај уши... А колкав расте? Абе, кога сте колкав расте, дечко, кај живееш ти бе? Тука сум ја. Шо тука, знаеш и колку метара има до таму бе? 500 метара си одеки и таму на 150, не те казнам. Та по закон мораш 300 минути, ми кажеш, кога ќе опариш да ми кажеш, иди го бе, колкао е. Ови, кој ти бе? Дечки, Полек, добро вечер. Добро вечер. Кај шеташ, кажи? Еве, го шетам смокот. Па кај ти е смокот? Еде го! Ова на смока личи поише него на смок, бе, друже. Смокат е тоа, не е смок, ти излажале. Ајде, тери. Ај, собери си, купи си куче ко сите нормални овдеки и не шетај за време на полициски час. Што? Нема која се казни, Буби. Ќе треба пат дома да идам татко ми го казнам. Као рече го викале овака и теткате? Голф, Буби, голф, оној Ѓоковиќ е наја. Каде, фрли? И колку сум заебан, видели? Многу си јак. Форма што ти значи. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Знаете дека во ова време од денот може само со миленик да шетате? Да, ба јас сум му него милениче. Ти си му миленичка? Да, еве да ја прошетам змија. А, така. Ајде, продолжете си, шетајте си ја змија.
Бога ми, Кава на конда. ќе го голтне упичко, нека боли нека идат. Оп, Порека тука су мене пајам. него дај да бегаме, бе, брат, да не фати полициски час. Порија пекарски, бе. Изолацијата ќе прекине, но килограмите, драги гледачи, ќе останат. Затоа е време да се уозбилиме и да почнеме со фитнес. Секако онлайн фитнес со нашиот омилен тренер, Фитнес Кико. Здраво на сите во изолација, карантин или во пробишти. Јас сум Фитнес Кико. Знам дека деновиве не е баш лесно, посебно да си од пробишти. Затоа овој час решив да биде бесплатен за сите што сакаат да ја задржат својата форма како и јас. Затоа еве ги моите 3 методи за вежбање по дома. Прва вежба, за која ако немате инсталација на шипки по дома, не мора да очајувате. Дигајте ги недостижните производи, со што ќе го вежбате бицепсот, трицепсот, градите и најпосакуваниот од сите, солар плексусот. Втора вежба, која јас ја практикувам во неколку серии. Одење до фрижидер, направете го неколку серии. Во првата серија земете го ајварот, па однесете го во дневна, па вратете се по лебот, потоа вратете се по сирењето и веќе сте поминале 20 минути, а за 10 ќе дојде време за ужинка. Се вежба и додека се гледа телевизија. Само треба добро да го сокриете далечинското од себе. Менувањето канали никогаш не било повозбудливо. Тоа е тоа, нека останат другите фитнес тајни за другата епизода. Тоа беше се, јас сум Фитнес Кико. Драги гледачи, на секого му е... Кажи, во третата фиока треба да е на регалот. Ајде. Се извинувам. На секого му е потребна поддршка, психолошка, а секако и техничка поддршка, особено ако сте технички министер или технички премиер. Да видиме како изгледа еден просечен ден на техничка поддршка. Оваа работа не е иш лесно. Некој ќе кажува може да се работи од дома све, меѓутоа не е така. Значи секој што работи со живо биче има проблем. Оти свашта се елва, знаеш. Колку луѓе толку чуди што викаат овие у Косово горе. Значи тешко е. Тешко. Треба да си пажлив, треба да си све. И се јава на пример свашта, се јава на пример технички министер. И вика што мислите за мерките? И за што да му кажам јас? Знам што мислим за мерките, али не е мој фах. Зашто да се мешаш у све кога тоа не ти работа? Извинувам само. Ало? Техничка поддршка, оператор Зоран, овој разговор се снима од аудио студио Елчека, повелете. Ало, сакам да прашам за ова сите што зборат за Г. За 5G, мислиш? Да, бе, какво 5G? Они не можат едно Г да најдат. Не те разбирам, господјо, кој не може да најде? Па никој. Значи све мажишта се прават, а никој не може да ја најде. Значи и мажа ми ја барал, и други пријатели, и мајстори сум викала, никој не може да ја најде и после зашто сум била незадоволна. Па како да бидам задоволна, господине? Господјо, ово е техничка поддршка, да не сте го грешиле бројот вие? Знам ја убаво што е, значи една Г точка не може да најдете вие мажите, 5 ке барале. Срамота, неспособни. Али да ти кажувам, има право ова што зборуваат за 5G. Ја не сум за това. Нека има тука фиксно телефонија, све тоа што е. Нека испитат тамо прво у Немачка дали ги утепува птици тоа вируси, све, па после нека дојде овде вака да правиме ова. Зашто знаеш како е тоа? Вика птици све. И тој може да умрат орли, може све да умре птица и после што? Мада еве некни ја шетам надвор, гледам горе, нема мртво птици, нема ништо. Али еднаш кај уште пред 10 години сум имал еден папагал, знаеш како Кико. Многу добар еден, знаеш како еден со жуто, со зелено, така и тука, све. И тука сум го пунил телефонот и тогаш, пази и тогаш немаше 5G, 3G. Али ја 3G и жената 3G, 6G. И папагалот не прозборувал бе. Ни албански прозбор, ништо, ни македонски, ни енглески, ништо. Има тука нешто, се извинам. Ало, техничка поддршка, изволте. Да, ве молам, јас сум еден успешен предприемач. Добро, и? Од Влаја се јавувам.
Одвае на која улица? Тука одма до градинката што е улицата, да. Добро, и каков проблем имате? Кажете ми како да сменам сега зимски воздух во гумите? Зимски воздух? Да, зимски, пошто пролетен стаев некни на бензинска, ама ова со време све ме поремети. Ти да не ме дупиш? Молим? Опалим те голим. На кого бе ти така невоспитан еден? Како разговараш ти така со муштерии? Па знаеш ли кој сум ја, ќе те пријавам се има да леташ од... Јасно ти е сега, што ти зборим? Јасно ти е што... Само... Ало? Ало, храна сакам да нарачам? Дечко, ово е техничка подршка, бе. Ако сакаш храна да нарачуваш, ке се јавиш у киоск Бургер. Они вршат достава на храна и со секое такво носат и донираат по едно кров на инфективно. Дали сум јасен? Аха, фала многу. Тоа е, бе, дечки, гледаш колку е тешка оваа работа све. А овој овдека сака не администрација да ми кине од плата. Па кај ќе најдеш, бе, ти друго будала вака да ти работи како ова, бе? Еј, се чудам ја. Види ова, види како, види бен. Види. Карантин бен. И тебе сам сит. И Кавано, и тебе сам сит. Хеј, Капано, и тебе сам сит. Кафано. Само за... Хеј, Капано, и тебе сам сит. Останете со нас и после рекламите, затоа што следуваат долго очекуваните карантин бенд. Режија пушта и тизер. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потршувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. За ова парче нема потреба од големи најави. Погодувате, следат карантин бенд. Тест 1 2 1 2 тест единица. Добро е, ворете. Одиме Ако умрам или загинам од Led Zeppelin. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Тоа, мајсторе! Тоа! Ало, стоп, пауза. Што е ова, бе, другар? Ај, не фрлај, бе, не крши више, што е тоа? Ке ти викнам обезбедување. И така пренакрцани сте на интернетов месецка тука стримот. А за нашите фанови, едно мало изненадување, да знаете дека пуштене во продажба нашето ново CD, значи карантин бенд со сите наши хитови, и тебе сам Ситка Фано, еве го има од Animals, и тебе сам Ситка Фано, од Led Zeppelin, нашата најнова работа, што ќе имате можност
И тебе сам сит кафано од Битълси, и тебе сам сит кафано од Леп и Сол, и тебе сам сит кафано од многу други. Значи, знам дека сум досаден, али ова карантинов ме утепа. Се разведов бе, што да ви кажам. Значи, може ли уште еднаш и тебе сам сит кафано, али од Џон Траволта? Другар, ајде. И тебе пак, и тебе сам сит кафано, ама од Џон Траволта. И тебе сам сит кафано, дал Бог да се запалила, она ме е оставила. Због вина ме напустила. И тебе сам сит кафано, Само жити мене, може ли да смениме малце наше кирилица? Доста српско и странско. Дај нешто онце комицко, наше онце. Ѓоргија, кај си пошол со таа кубура? Не може да бацам да ја гушнам, најаки сте, жени сме. Ѓоргија, што ќе ти е малихерка? Уште спесе, ќе ви ставам пичку матер да киде си. Одам кај моето либе јас, што е во самоизолација. Не плаќам на сметки, пари ќе ви ставам. Одам да ја утепам, зошто била во Италија, а без да знам ја. Значи, дечки, нема збор. Лепо, фала молим. Секоја недела карантин бенд, секогаш со вас. Фанови на Вибер, поздрав. Јас сум Перо Карантин. Драги гледачи, доста беше работење за денеска. Време е за гимнастика. Јас одам до кујна. Добро утро од мене. Време е да ја посетам Ла Тераса и да се сретнам со комшијата на другата Ла Тераса и да испиеме едно кафенце. Ви предлагам и вие да ги протегнете нозете. Добро вечер. Ѓоргија, кај си пошол со таа кубура? Ѓоргија, што ќе ти е малихерка? Одам кај моето либе јас, што е во самоизолација. Одам да ја утепам, зошто била во Италија, а без да знам ја.